Здраво на сите, легнете во лежачка позиција и денеска малце ќе вежбаме за крстовот, за рбетниот столб, за долниот дел на рбетните мускули. И еднаш кога ќе легнете, обидете се првин да се истегнете најубаво што можете, со тоа што петите ги буткаме, како да буткаме напред пред нас нешто, а рацете силно ги отвараме. Убаво телото истегни го неколку пати, за да дојдеш до себе, да влезеш во себе, бидејќи можеби некој, еве како мене брзавте, подигнете ги нозете и најпрво внимание да оставите го на вашата карлица, со издишување, силно ќе го притиснете стомакот, за да целиот рбетен столб се залепи доле, карлицата доаѓа нагоре, со вдишување, слободете го, значи со карлицата одиме нагоре, буткаме карлицата, ја спуштаме надоле, обичната коска бутка нагоре, целиот рбетен столб се залепува и осети го тоа, лепење, целосно залепување доле на рбетен столб, ослободи, ще еднаш, одлично. Сега префрлега десната нога на левото колено, левата нога подигни ја високо горе до каде што можеш и фати ја со твоите дланки одоздола бедрото, фати го за почеток и од оваа позиција нежно се исправена нога, приближувај ја кон тебе, главата природно ти доаѓа погоре, нежно, значи го истегнуваме ишиагилниот нерв од десното бедро, можеш да ја спуштиш ногата и истото да го правиш неколку пати, со нежни цимања. Сега држи, не цимај, држи, притискај кон тебе, притискај. Издиши, спушти. Одиме од другата страна. Левото стапало на десното колено, десната нога ја подигаме горе и одиме нежни цимања, чувствувајќи се себе си се разбира. Нежни цимања, спушти ја ногата. Кон себе. Супер. Ослободи ги нозете. Дланките стави ги доле на подот. Стегни го задникот и стомакот, со вдишување подигни нагоре до каде што можеш. Нозете се паралелни една пред друга. Не ви се залепени ниту расширени, правата доаѓа до градниот кош, буткај и чувствуваш како се залепуваат, се стегаат гениталиите, значи мускулите на гениталиите, бидејќи вежбањето на сите отвори на нашето тело, вежбање на мускулите на сите отвори на нашето тело е многу клучно за вадењето, односно за едноставно истекување на нашата енергија. Тие се нарекуваат банди, тие психички отвори од кај што се истекува нашата енергија, од каде што изливува душата од нашето тело, која ќе си заминеме. Исправи ги раците, убаво, истегни се на твојата глава. Можеш потоа кон десно да се истегнуваш, па кон лево, држејќи го, торзото горе, убаво, не попушташ. Не бутни. Странично не заборавај малку сега колената паралелно лево-десно, за да странично се истегнеш. Одлично, спушти го пак рбетниот столб, целиот на подот, спушти ги рацете, залепи го рбетниот столб доле, тоа е клучот. Десното стапало оди на левото колено, па полека, десното стапало го носиме до земја, до доле од левата страна, и нежно ќе изротираме и ние кон лево, на начин на кој што стапалото ни останува, ногата лево доздолу е свиткана, но ќе се изротираме ние целосно кон подот и ќе направиме неколку пати нежни склекови, се разбрувани се тешки склекови, нежни,
за да работниот столб го извртиме. Добро, па пак легни си на земја. Па сврти се од другата страна. Левото стапало на десно колено. Па го спуштаме. Левото стапало на подот, целосно кон десно. Ротираме на подот. Задржувајќи го стапалото и позицијата на нозете, истата, неколку пати правиме скрикови. Легнуваме повторно, од плетке се рашеги карлица, подигни нозе, стави ги раците можеш и расширени, позади тебе, како ти одговараат, коленот на една страна, главата на друга, убаво остани, стегни се, осети го истегнувањето на целата линија од коленото скроз до горе до рамото, одиме од другата страна и потоа најзвенично можеш, али први длабоко остани, неколку мига и осети го длабокото истегнување. Океј. Префрлија ногата, десна преку лева, рацете може да ти бидат и пуштани во оваа позиција, како ти одговара, не знам, како Исус или како било. И пушти го целосно торзото да ти падне, бидејќи десната нога е преку левата. Чека да не удрам тука ништо, кон лево и остани на подот, обиди се двете плешки, двете рамења да ти бидат залепени на подот, додека нозете нежно како што се испреплетени, кон лево се насочени. Одиме од другата страна, оплетни ги твоите нозе, лева преку десна. Одиме од другата страна, пушти ги нозете да паднат, убаво. Врати се назад. Исправи ги рацете и нозете, повторно истигни се. Сега може да направиш македонската буква Х и по диагонала да се тегнеш. Десна рака, лева нога. Лева рака, десна нога. Прсти пета, бутни прсти пета малку. Убаво истигни се. Врати се назад, рацете покрај твоето тело. Отпушти ги нозете. Сега одиме со двете нозе горе кон плафонот. Дигни ги горе нозете. И пак осети како целиот работен столб ти се залепува доле. Нежно, нежно одиме. Подигни ги рацете. И можеш за миг малку да направиш тресење, вибрирање на нозете и на рацете. Одлично. Со издишување ги спуштаме. Под колениците со вдишување ги подигаме горе исправено и со петата буткаме нагоре. Издиши, спушти, вдиши со пета нагоре. Обиди се цело време да го задржиш притисокот на стомакот и залепеноста на работниот столб доле на подот. Океј.
Сега спушти ја левата нога, десната нека остане така свиткана, со дланките префрлија и одиме нежни притисоци врз бедрото, врз цревата, подигни го и челото. Убаво масажа внатре правиме на стомакот и на дебелото црево. Па одиме од другата страна, исправи десна со левата нога. Можеш тука да го вклучиш и да вклучиш и петата и стапалото. Кога стомакот ни е празен, многу подлабок е притисокот и за разлика, например, навечер кога правиме оваа вежба, кога цел ден сме јаделе, сме имале активности, стомакот е, цревата се полни. Одлично, сега со двете. Пак креветниот столб не е залепен на подот. Одлично, држејќи ги вашите колена, колена лево, колена десно, главата овиси секојаш од спротивна страна. Малку масажа. Добро. Позиција на бебе. Пати ги палците, расшири ја крлицата, пак креветниот столб не е залепен и можеш нежно како бебињата лево-десно да се нишкаш и остани така во оваа позиција. Спои ги стапалата, споени стапала спушташ на под, колината се расширени. Едната рака ја ставаш на папокот, другата на срцето, колината се расширени, нели, стапалата споени и остани сега вака, затвори ги очите. Остани во оваа позиција, издиши и отпушти ја целата тензија, кај препоните целата тензија во телото. Остани така. Концентрирај се на твоето дишење и движењето, додека вдишуваш и издишуваш, движењето на стомакот. Забележи дали во ова вдишување се подигаат и градите, почувствуваат топлината и внатре во себе создаде ја мислата дека си сигурен, сигурна, дека си безбедна, безбеден. Дека си сакана и сакан. Потоа полека ги спојуваме колената и ротираме кон едната или другата страна, по позиција на фетус останете така. Доживете се себе си во оваа позиција фетус, како кога сте биле во утробата на вашата мајка. Тогаш околу вас се наоѓала целосна заштита и извор на изобилство, храна, се што ви треба преку плодовата вода и папучната врвца со која што сте биле поврзани со вашата мајка. И доживеј го тоа чувство на сигурност. Не си требал ништо да направиш, само да постоиш. И истото тоа пренеси го во денешниот свет.
Замисли како сега кога ќе станеш, ќе тргнеш на работа или каде да одиш. Кога тебе се наоѓа една заштитна аура, во неја се наоѓа изобилство. На се што ќе посакаш, бидејќи си поврзана со енергетската врска на мајката земја, на космичката мајка, која што дава, поклонува, одржува. Дишуваме полека. Полека и бавно издишуваме и полека се враќаме на сега и овде. Со тоа чувство на дека изобилството е насекаде околу нас. И дека ние без ништо да направиме, тоа нас не припаѓа. Храната, енергетската храна, љубовта, што и да е. Ви благодарам на денешниот час, се гледаме утре на време. Имајте убав ден и убави мисли цел ден. Сајрам.